конечно сега, малку една поведра, многу поубава тема во продолжение, па ни се разубави и студиото, и имаме новогодишна елка, и посакувам на сите многу добро здравје да си имате, и секако ќе кажам добро утро на нашата гостинка Снежана Стојанова, која е дипломиран доктор по општа медицина, меѓутоа не сме сега тука на тема здравство, здравје, ја имавме, доволна ни е за она што имавте можности да слушнете, за жал, меѓутоа како што кажав, сега многу поубави теми, вие сте и ракотворец и гледам дека навистина творите нешто преубаво, уметнички дела, ќе кажам, новогодишни. Ирена, добро утро, прекрасна гостинка си имаме и како што кажав, ајде малку поведри теми ова утро и нека ни се разубави студиото. Камерата ќе забележи овие прекрасни, преубави лампиони кои што ги имаме и така натаму, така да повелете. Да. Со задоволство ќе ве слушам. Благодарам, Слободанка, за убавата најава. Како што кажа, преубави лампиони, разубавено ни е студиото и со нашата новогодишна елка. И ја најави Слободанка, нашата гостинка, Снежана Стојанова, дипломиран доктор по општа медицина, а во слободно време, заедно со незината снага, го основа брендот Катлеа. И ова утро ни допатува од Струмица. Рано станата, впрочем, не ни легната, бидејќи што малку од возбуда, бидејќи прв пат е пред телевизиските камери, тоа ја веќе го кажам вака, јавно. Ти благодарам многу што допатува од Струмица. Како патувавте, се беше во ред, дали немаше некој проблем по пат, брзо стасавте, ја избегнавте гужвата овде во Скопје, утринската гужва. Добро утро на вас, како и на сите гледачи на телевизија Алфа. Пред се сакам да ви се заблагодарам на поканата. Можам да кажам дека чест и задоволство за мене представува што ќе бидам дел од вашата емисија на телевизија Алфа. Ете така, и нас исто ни е чест што сте ова утро наши гости и ќе го представиме брендот Катлеа, како што кажав за почеток, заедно со твојата снага го формиравте и изработувате преубави аранжмани, што цветни, а сега она што е актуелно и лампиони. За почеток, Снежана, да ни кажеш како започна вашата приказна и што значи Катлеа? Така, нашата приказна започна сосема случајно. Можам да кажам дека во еден спонтан и секојдневен разговор со мојата снага, додека ги гледавме оние уникатни декорации, дојдовме до идеја која потоа набрзо се реализира и така го започнавме сето тоа. Она што не води нас е токму љубовта и интересот кон декорирањето и кон правењето на овие уметнички декорации. Што значи брендот Катлеа? Така, брендот Катлеа, прво, кога го основавме името, баравме да биде нешто интересно, нешто кое што ќе не представува нас и тоа што го правиме ние. А нашата првична идеја беа цветните аранжмани, па на тој начин се одлучивме и тоа да биде Катлеа. Тоа е цвеќе, орхидеја и означува, односно символизира уникатност и креативност. Впрочем, како што сте и вие, навистина преубави и цветни аранжмани, и лампиони донесовте овде во студиото. Јас, Снежана, ќе ги повикам и гледачите да ни се јават овде во студиото, бидејќи специјално за наши двајца гледачи кои што ќе бидат најбрзи и кои што ќе ни се вклучат овде во студиото, Снежана изработи преубави лампиони. Овие лампиони не се со име, бидејќи не знаеме кој ќе се јави. На едниот пишува Срекна нова, а на другиот 2025 година, позади е Дедо Мраз, а овдека исто има нешто преубаво, тоа е Снешко Белич. Снешко. Да. Ете, тоа се овие по еден лампион ќе си добие по еден наш гледач кој што ќе ни се јави овде во студиото. Сега ние да си продолжиме со разговорот. Кажав дека ти си дипломирана докторка по општа медицина, меѓутоа во слободно време, нели се занимавате со ова заедно со твојата снага. Ова не е лесно да се изработи. Треба многу време, многу труд. Од каде ви доаѓа идејата за овие лампиони? Па така, идејата, прво инспирација, денес имаме голем број на можности за инспирација, меѓутоа идејата можам да кажам дека при изработката на една декорација или еден украс доаѓа пред се како последователен процес на мојата креативност. Она што го изработувам во текот на нештата е според мојата креативност и на тој начин и самите идеи се и уникатни.
Да. Имате, предпоставувам, и многу нарачки, бидејќи овдека има имиња, гледам и женски и машки. Ова се сега новогодишните производи, она што е сега најактуелно. Колку време е потребно да се изработи овој лампион? Па така, можам да кажам дека не се асоцирам многу на тоа колку време е потребно за изработка, бидејќи јас по природа за себе можам да кажам дека сум перфекционист и сакам да биде изработено онака како што треба да биде, пред се да биде убаво. Меѓутоа можам да кажам, еве, за еден лампион отприлика половина час. Навистина, толку Да. брзо се. О, браво. Јас помислив дека може би цел еден ден треба, мене би ми требало толку. Материјалите од каде ги наоѓате? Бидејќи ова е празен лампион, предпоставувам. Да, така. Потоа се вметнува внатре тоа што вие сакате. Името како го изработувате? Половина час ви треба или веќе тие се готови имиња? Така. Првично ги добиваме пред се како пластика, тоа представува една пластика, едно парче пластика на самиот почеток. Имињата ги гравираме соработуваме со фирма во Струмица за гравирање на имиња кои што ги изработуваат со помош на CNC машина. И пред се, како што реков, ги добиваме како парче пластика, меѓутоа ние со љубов, со труд и внимание го добиваме овој крајен резултат, кој што представува на крајот еден подарок кој што ќе биде подарок за најде некој своето што место на новогодишната елка, така. Кажавме дека идејата, значи, доаѓа спонтано, доаѓа од моментот. Што е она сега што е најактуелно? Што е она што се бара сега во моментот покрај овие новогодишни лампиони? Така, бидејќи сега се ближи нова година, пред се можам да кажам дека интересот е најголем за новогодишните лампиони, бидејќи ние сме на самиот почеток и започнавме токму со новогодишните лампиони, меѓутоа сега ќе имаме избори за некои други новогодишни декорации, еве како што можете да видите. Овие новогодишни венци, меѓутоа ќе имаме и други декорации сите кои што се заинтересирани можат да не следат на нашата Facebook или Instagram страна Cattleya Flowers and Gifts. Ова е навистина исто преубав венец за на зид или за на врата, новогодишен божикен венец. Ова колку време ви требаше, бидејќи венецот ова е од волна? Да, така. Па прилично ми требаше повеќе половина време, час, така? Да, така. Добро. Покрај новогодишните украси, што е она што друго изработувате? Така, првично започнавме со цветни аранжмани, букети, свадбени покани, овие картички за мекици и покани за родендени. Исто така изработуваме во склоп на новогодишните празници и новогодишни лампиони, како и други новогодишни декорации, кои што ќе следат во текот. Да. Во моментот одат и фотографиите, кои што ни ги испрати Снежана, кои што може да видат нашите гледачи и останатиот дел од лампионите, кои што ги изработувате. И предпоставувам и оние цветни аранжмани кои што ги има. Да. Кажавме дека сите заинтересирани кои што сакаат да нарачаат, може да ве најдат на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук. Сега, бидејќи си докторка, ова е нешто што го изработуваш во слободно време. Од каде кај тебе љубовта кон уметноста? Како што и сами вие спомнавте во еден наш разговор, многу од докторите си уметници. Да. Тоа е навистина така. Меѓутоа можам да кажам за мене дека оваа љубов од секогаш постоела. Сум изработувала некои декоративни украси за во мојот дом. Меѓутоа студирањето на медицината од секогаш било мој приоритет и додека сум студирала ми било тоа приоритет и не сум размислувала на тој начин да ја негувам оваа љубов кон декорирањето за да вроди со плод. Бидејќи студирањето сепак бара голема жртва и зборувавме пред да влеземе дека навистина и се уште учиш и ќе учиш, нели? И медицината цел живот си бара посветеност и учење. Извините, прекинав. Да, така. Вака, како што реков, не сум ја негувала оваа љубов за да вроди со плод, меѓутоа еве сега сум во период на стажирање и можам да кажам дека имам послободно време за да ја негувам и за да продолжам понатаму.
бидејќи ова за мене представува релаксација и можам да кажем дека представува терапија за мозокот и нели сепак едно прибежиште од овој стресен живот во кој што живееме и самите. Да. Да подсетам повторно дека имаме два подароци. 2025 лампиони новогодишни и срекна нова, кои што ќе одат во овие преубави пакетчиња, новогодишни пакетчиња. Ако имаме гледачи кои што се заинтересирани, би ги вклучиле овде во живо во емисијата и ќе си бидете, односно ќе треба да дојдете во наредниве 15 дена во телевизија Алфа, ма дојдете побрзо, бидејќи новогодишните празници се веќе на прагот и веќе од режија ми јавуваат дека имаме гледач на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Ние овде не слушаме, ама се исклучил гледачот. Ајде, еве, двајца гледачи кои што ќе се јават, ќе си добијат по еден новогодишен лампион и што побрзо во телевизија дојдете, за да може овие лампиони да ја украсуваат вашата, да ја красат вашата елка. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Стварно сте феноменални. Студиото вие као сонце што света. Ете така. Значи, сонце што свете и вие светите заедно со сите тие украси со вашата докторка. А свакај час викаат македонците, да. Иако не е наш избор, значи стварно феноменално и вашата емисија е многу креативна. Тоа е најубаво што може да се случи. Ви благодариме. Еве, бидејќи сте прва гледачка, сакате лампион каде што пишува 2025 година или со срекна нова? Со среќна нова. Еве, повелете, ова ќе биде вашиот лампион. Од оваа страна е Снешко, ќе ја краси вашата елка. Јас ќе ве замолам побрзо дојдете во телевизија за да си го подигнете овој преубав подарок. Благодарам, Снежана, ќе го ставиме во едно пакетче може, новогодишно пакетче или ако не ќе го ставиме за подоцна. И ако имаме уште еден гледач, одма поздравуваме со добро утро. Ало, добро утро. Еве за следниот гледач, овој подарок 2025 година ќе ве подсетува на нашата гостинка Снежана дека е подготвен за вас. Ако се слушаме, уште еднаш ќе ве поздравам. Добро утро. Ало, добро утро, Елена. Добро утро, Слободанка. Многу, да. Многу ми е мило што ова оди во ваши раце. И мене, да ти кажам најискрено, толку се радувам на подароциња, ваква некоја убав подарок е овој. Многу убав, многу убав. Не може никој нема да ми даде ова, ќе ми биде единствениот и толку ќе бидам среќна ко мало детенце, баш се израдував. Ќе се слушнеме, не мора да доаѓате овде во телевизија, блиску сме, уште денес може да ви го доставам. Кај Галери кафе на пола пат ќе се најдеме. Ете така, договорени сме. Така, благодарам. Благодарам многу. Снежана, имаме уште многу малку време за, еве тука ќе го ставиме, многу малку време за овој разговор. Бидејќи си докторка, ќе искористаме еве на крај покрај овие цветни аранжмани, она што е сега актуелно, бидејќи е времето студено, веќе сме на прагот на зимата, вируси, бактерии, како да го подигнеме нашиот имунолошки систем, односно знаеме дека за имунитет потребно е сон, правилна исхрана и вежбање, меѓутоа еве како стручно лице малку совети до нашите гледачи. Така. Пред се, како што и сами рековте, избалансирана и урамнотежена исхрана им препорачувам на сите. Пред се овошје, зеленчук, во моментот да јадат повеќе овошје, витамин С, исто така хидратацијата е од секогаш од значење, да пијат повеќе течности, во моментот во зимските денови чаеви и исто така може да се применуваат пробиотици за одржување на цревната флора. Исто така стресот кој што представува еден од највлијателните фактори кои што влијае штетно врз нашето здравје, да се избегнува колку е возможно тоа, исто така и да се контролира. Бидејќи во овој период, да напоменам, бидејќи се позастапени овие вирусните инфекции, сите оние кои што имаат одредена симптоматологија да не брзаат да земаат антибиотици, туку да се јават на својот матичен лекар, па тој според тоа ќе ординира соодветна терапија.
бидејќи антибиотиците не делуваат на вирусните инфекции, туку напротив ќе предизвикат само штета врз организмот и врз самиот имунитет. Да. Ете вака што убаво кога си имаме сестрана личност овде гостинка во студиото и ракотворец и докторка, може да искористиме на повеќе теми. Имаме уште многу за разговор. Јас мислам дека пријатно си помина овде кај нас во студиото. Прв твој јавен настап, чиста десетка, студентска десетка од моја страна. Верувам дека Слободанка ќе се сложи со мене. Среќен пат назад за Струмица и се надевам ќе има повторно можност да ни бидеш овде гостинка. Ви благодарам и на вас, ми беше пријатно. Со вас вие сте пред се прекрасни, амбиентот овде ви е многу убав и се надевам дека и јас ќе имаме некоја следна прилика, можеби и на некоја друга тема. Ви благодарам. Благодарам. Се чувствувавте пријатно. Така. Ирена, како да слушнав на почеток со сната. Да. Така. Каква сна? Од брат, така. Од брат, добро, во ред. Млада девојка е, на тоа да. дека многу млада, да, па Млада, тоа да. малку ме збуни, но убаво. Ви посакувам многу успех и понатаму се разбира. Сигурно дека имате и други ракотворби, зависно нели од периодот и од сите оние што си сакаат да се нарачаат нешто уникатно, да кажеме. Убаво, навистина прекрасно и драго ми е што гледачките си добија подарок. Ќе го красат нивниот дом.